Пренамена на просторот, нови апарати, подобрување на кадровскиот потенцијал и инфраструктурно доуредување и се неопходни на општата болница во Куманово со цел подобрување на здравствената заштита на пациентите. Директорот на болницата Стефан Трајановски информира дека веќе се изготвени 3 проекти. Проект за реконструкција и пренамена на просториите што сега се користат од страна на физикална терапија, проект за пренамена на ковид болницата во физикална терапија и проект за амбуланта за итен прием на гинекологија кој што ќе биде сместен во делот на стариот ургентен центар. Освен овие проекти се планира и проект за реорганизација на сообраќајот внатре во болничкиот круг и пренасочување, односно излез кон улицата 11 ноември, меѓу Кумановци попозната како Бединска улица. Откако ќе бидат добиени потребните дозволи за употреба, пациентите со термини ќе се прегледуваат во така наречената сина зграда, а итните во ургентниот дел. Моја идеја е тој простор, овој неискористен од ковид болницата, да го искористам со сместување на ковид болницата и доколку бидејќи просторот, видите, зафаќа над 600 квадрати. Значи тоа е огромен простор. Така да ќе остане и за некои други дејности кои исто така појавуваат потреба за простор кои ќе бидат сместени во иднина таму. И има пропишано постапка и во дел на градежниот аспект на анализа соодветна и извршување на соодветни зафати, и во делот на противпожарна заштита. И таа постапка ние имаме добиен од Министерство за здравство, која што треба да ја изодиме за да добиеме дозвола за употреба. И потоа ние ќе дадеме и соодветна намена и функција на тој простор. Остана уште еден дел, и уште еден елаборат, ние извршивме елаборат за архитектонска соодветност и изграденост, потоа елаборат за и извршивме интервенција на електричната мрежа, за да биде доволно стабилна и сигурна за сите можни апарати кои што ќе бидат приклучени да не направат инцидент кој што би можел да предизвика пожар. И остана уште една анализа за сите апарати кои што ќе бидат вклучени да се изработи анализа и елаборат. Значи, на сите апарати во болницата моментално е во тек се врши елаборат со кој што ќе може потенцијално да бидат вклучени, да бидат безбедни со вклучувањето од пожар, безбедни со вклучувањето во болницата, во ковид болницата. И кога ќе ги завршиме сите тие постапки, ќе аплицираме до Министерство за здравство за соодветна дозвола за употреба. Кога ќе добиеме дозвола за употреба, таму ќе биде дислоцирана физикалната терапија, ја мислам во едни многу поубави простори него сега што е. А овие постоечките простори, што ми идеја со нив? Значи, самиот изведувач, кога ја правил оваа плава зграда, ние што ја викаме, е правена со намена за администрација и амбулантска дејност. Сместувањето на физикалната терапија тука предизвика да сите амбулантски прегледи, кои што се термински, хронични прегледи, се лоцираат на многу тесен простор. А тоа е, знаете, новиот ургентен центар. И што се случи? Во новиот ургентен центар што имаме? Имаме компјутерска томографија за итни случаи и за термини. Имаме рентген апарат за итни случаи и за термини. Имаме амбуланта ортопедска за итни, за термини и за скрининг, прегледи, ехо на колчиња кај новородени. Там се наоѓаат и терминските прегледи на колегите хирурзи, таму се наоѓа и итната амбуланта хирушка, таму се наоѓа и итната интернистичка амбуланта. Во еден мал простор, во една зградичка, која нема ни просторно, ни архитектонско решение за таква намена, висока концентрација на луѓе и на пациенти. Дополнителен проблем представува и улицата каде што се наоѓа ургентниот центар, бидејќи е слепа, вели Трајановски. Веднаш, кога се активира овие амбуланти, се создаде сообраќајен чвор. Веднаш санитетските возила се наоѓаат често пати заробени во сообраќајот таму. За жал со случаи итни во нив.
Идејата ми е со пуштање на ковид болницата во функција, да се дислоцира физикалната терапија там, да се ослободи овој простор што си е за термински и хронични прегледи, за амбулантски прегледи. Сите непотребни прегледи и задржување на луѓе во ургентниот центар, стар и нов, јас со отворање и на итен прием гинеколошки во тој дел ќе ги пренасочам сите итни приеми во ургентниот центар. А сите хронични прегледи ќе се пренасочат кон сината зграда. Исто така, веќе имам упатено неколку барања за дополнителен рентген апарат и компјутерски томограф, со што би обезбедил и терминските прегледи за рентген снимки и компјутерска томографија да бидат лоцирани во болничкиот круг, со што максимално би го растеретил сообраќајот во слепата улица. Деновиве комплетно е расчистен и дворот на болницата. Изнесени се 4 тони шути смет, информираат надлежните. Останува да се дислоцираат десетина хаварисани возила кои со години наназад заземаат простор, а не се во функција. Општата болница е изградена во 1964 година. 20 години подоцна изградена е сината административно-амбулантска зграда. Од пред 20 години функционира стариот ургентен центар, а неколку години подоцна изграден е и новиот ургентен центар. Ја прв пат доаѓам во општа болница во Куманово и изгледот е разочарувачки, искрено. Не дека само во Куманово, во повеќето болници со ретки исклучоци, изгледот е ваков и сериозно треба да седнеме и да разговараме што можеме во идниот период да направиме. Секако немаме магично стапче и да кажеме дека од идната година или од оваа година ние се ќе средиме, бидејќи е невозможно. Многу работи зависат и од финансии, буџетот го наследивме така како што наследивме и се обидуваме барем преку апаратура оваа година, а идната година да видиме ако успееме да започнеме барем 2 болници кои што се започнати да се градат во Македонија, од едната од 1998 година во Кичево, втората во Штип која што е започната од 2010 или 2011, не сум сигурен, така да за Куманово да видиме што можеме да реновираме во стратегијата која што веќе ја спремаме како Министерство за здравство заедно со Светска здравствена организација, која што треба да биде готова до крајот на следната година. Ќе видиме и да видиме кои се приоритетите за инвестиции толку колку што може. Министерот за здравство Арбен Таравари при посета на општата болница во Куманово рече дека новата стратегија која ја подготвува Министерството ќе биде готова до крајот на наредната година и ќе ги утврди приоритетите за здравствените установи.